Почитувани слушатели, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Шешбеш, најслушаната емисија на сите времења на Радио Лидер и во околината. И оваа вечер со вас, со нас, на техниката Димитар и Јордан. Јордан вечерова е пилот, Димитар е копилот, се сменија, значи обично е обратно, Димо е пилот, Јордан е копилот. Така да вечерова ќе летаме со Јордан, а како ќе се приземеме околу 21 часот, ќе видиме што ќе се случи да тоеш. Ваня, многу работи се случени до лава, брат. Бога ми да. Така, еден куп работи. Еден куп работи. Ја не знам од каде да почнем, ти почни. Од почеток да почнем. Ајде, од почеток. Како што е редот? Скопска урбана работа, Данела. Сега, за волја на вистината, конечно морам да ја пофалам. Тодосије Гологанов може да се вози. Егиди. Да, и велосипеди може да се возат. Да, и велосипеди. Тоа зашто не прави толкава велосипедска патека, го скратија патот? И тоа од двете страни. А од двете страни има голем пешачки онаков простор. Ама добро се. Добро, ајде. Важно се направи кјути, се направи конечно после. Честито од нас и од екипата на радио. Со среќа да се вози. Шешбеш, со среќа да се вози по улица Гологанов. Аплаузи секако што треба. Да. И сега мислиш ли дека ти постојува оваа приказна? Па види, сега после овакво епохално направено дело, мислам дека Данела е спремна за политичка партија. Мислам дека ќе се вклучи во политиката многу поактивно од тоа што беше до сега. Има муабети, знаеш, на чаршиските муабети се чаршиски, меѓутоа многу вистинити. Чаршија што ќе каже. Да, Данела спрема нова политичка партија, уште една унизата партија на македонската политичка сцена. И тоа не било со кого, туку оноа што ги имаме како информации, барем ја како што ги имам како информации, со поранешни функционери на од ВМРО ДПМНЕ. Има и повеќе приказни, веруј. Да. Има една друга комбинација која што она што слушам јас, дека ќе прави политичка партија, дека во позадина стојат Стефчо Јакимовски, Љупчо Палевски, се заднеа дел од некои структури на ДУИ кои што не може да се најдат никако огнените нива, они таму. Втора една варијанта има во која што се вели дека дури има голема веројатност да се приклучи кон левица, некако викаат и го кажуваат тоа. Значи едно 5-6 варијанти кои што викаат дека треба да направи политичка партија, ама тебе ако ми дозволиш да ти прочитам нешто. Пред да прочиташ, се извинувам само, пред да прочиташ, мислам дека веќе она збонело лично на не, меѓутоа чешијата, ти викам чешијата зборува дека ќе прави, а што ќе прави политичка, значи нов политички субјект. Пол човек ја направи, регистрираше некаква си партија на црквата. Добро, нека ги обедини Данела, тоа е пичата. Да ги обедини. Добро, може би ќе формираат по формирањето на нова, по регистрација на нова политичка партија, нова, не знам како ги се вика. Може би ќе направат коалиција отпишани, вака. Може би ќе направат некој заеднички блок фронт, не знам, со левица, со овако. Моите информации се дека спрема политичка партија со Нино Тодоров, со бившиот градоначалник на аеродром, со таа структура на Луи. Па дури тука го споменуваат и оној министер од 24, уствари не беше ни 24 сата министер, Оливер. Ти текнува еден министер што имавме ние. Да, Оливер Андонов. Да. Ски Андонов. Не знам како е Андоновски исто е. Па добро, јас се пресувам право кога ќе дека коалиција од пишани. Отпишани, Бога ми да, отпишани. И интересно ќе биде да видиме, знаеш, нема да им биде проблем да седнат и да направат, да регистрират партија, затоа што Нино Тодоров, нели, као правник, као човек кој што се разбира од се, од здравство, од образование. Добро, ќе поземе сада само некој подписче да се соберат. Да, тоа секако, после ќе биде проблемот. Кој што и како. Чекај, они се прво да освојат власт, па после ќе се поделат. Каде власт да освојат? Па, која е целта на политичката партија? Местна заедница или... Па има местна заедница. Мислам дека местна заедница не може, едино треба да пробаат у некоја помала зграда, негде П+4, П+3, тука им се шансите. Диги, трон, Вани инженер, гледа, П+4, +8. Приземи и 3 спрата. Така ли? Така. Со по 3 стана спрат, тука имат релативни шанси да тесно да победат.
Втор круг против баба Цвета, пензионерката од втори спрат. Од втори спрат. Иначе, ја знаеш Јорданка Ивановска Јоци, нели, бивши поранешен новинар, сега креатор на јавно мислење, поново така се викаат блогери, могери. Јас се знам лично со женава, добри пријатели сме, во 80% до сега ставовите не ни били исти. Меѓутоа има многу една интересна анализа која дозволиш ќе ја прочитам баш за ваше правиме муавет сега. Да. Во незин стил кажано вика следните претседателски парламентарни избори ќе бидат најпрљави до сега. Значи ја цитирам цело време. Тоа се чувствува и се гледа и сега и ќе стане појасно од август или септември. Да видиме кој играч од сега прљаво. Филип Петровски како целосно одметнат од ВМРО и согласно муабетите личи на вршител на должност на Бихачка. Вчера во подкаст кај Васко Ефтов по 580 пат ги пречвака истите неболози кои ги кажува веќе 5 години без ефект. Човекот нема никакво влијание на политичката сцена, никако не успева да ги убеди ВМРО-ците колку раководството е лошо, но тој е упорит, како би рекле, нели, да докаже дека е фактор при крајањето на изборната карта, а е важи. Слушај се, многу интересно. И овој пат имаше една циркус смешна епска изјава. Данела би можела да собере 50.000 гласа на следните избори. Ахаха, сме ури. Пошто Филип и дружината викани низ чаршија Мериот 2 под покровителство на Груевски она вика, се во филм дека 50.000 гласа туку така паѓаат од небо, а Данела е преака, иако жената поим нема од една наука вика на избори, за која се учи на факултет, имено со социјалната психологија на толпата. Не го измериле рейтингот на Арсовска изгледа, кој е патос, а и не и кажале дека една левица која има и два пратеника и постои со години, на последните локални на ниво на цело Скопје едва собра 20.000 гласа. Да, ова е интересен податок. Она ќе освоила 50.000 офлеле со трол фармата со лажи профили кои висат на службен профил пишуваат браво, прекрасни сте, достига не сме имале ваква градоначалничка и така натаму. И вика, скоро забавно и смешно ќе биде кога Данела нема да освои 5.000 гласа во Скопје, единствено сигурно 1.000 гласови во Ѓорче, но јас навиам да формира партија која што ја обедува незината верни другарчиња и да се избруга самата и да се распаднат по тоа. Ја и си мислам дека се веќе распаднати, ама добре, сега се држат. Уште не почнате мислиш распаднати се? И во контекст на уште две реченици да ти прочитам, знам дека се зачитав нешто. Централата на од Јоци уште еден пост интересен поврзан со Данела, така? Со иста проблематика. Сега ги зади пред емисија. Централата на Facebook ги нотирала внимателно лажните профили кај Данела Арсовска, дури 50%, а тоа се околу 4.000, станува збор за така наречена трол фарма, задолжена за лајкови, веројатно и коментари кои ја глорифицираат на постови со цел да ги угашат критиките на вистинските луѓе кон неа. Ако отидете на профил кај Арсовска, самите ќе ги забележите речиси на сите постови. Тие лажи профили од прва, браво градоначалнички, најдобри сте достега, не се родил нека како вас и така натаму. И што е најинтересна работа, има една фотографија на која што е Фейсбукот и вика дека fake followers 49,74% на госпожата што ќе прави политичка. Тие што ја следат 49-50% 49,97% се 50. да, се пола се фейк. Да, она ако се надева на тие, може би се надева на тие гласови. Па да, ама Јордан Кувова ја разобличи од целава приказна, она вика 5.000 гласа вкопна во Скопје, 1.000 во Ѓорче, што јас им посаглавам, еве нека се пробаат на политичката сцена да видат кој што каде да. И колку вреди, која што исто така станува многу интересна, нели? Ако се направи некој политички фактор, ване вика дури комбинации што по мене не е вака во овој момент паметно за нив, значи Максо, Стефче, Левица, овие одметнативите што ги кажуваш како политички фактор кој што нели сака да се да се набилда и да представува било каков политички фактор на сцената, политичка сцена во Република Македонија, но моето искуство 32 години ми кажува дека овие луѓе тие што се пробале до сега и некако тие што ги набројка, што ги кажав, можеби некогаш беа политички фактор, да беа политички фактор, но после 2016-2017 таа работа, мислам дека е завршена. Таа работа е работа. Барен со нив. Така да, еве ја им посакувам среќа што побрзо да формираат политичка партија, затоа што не е играчка да излезеш на избори. Ако формираш политичка партија у август месец, септември, џабе се формирал. Во декември да ја затвориш и така. Така. Ако се политички партии, овие стварно вака
и општо гледано не знам во кој филм се влезени дека може да направат било каква штета на било кого. Пошто они не би правиле политичка партија за да направат нешто, туку да направат штета. Види, мислам дека луѓето се онаа Па, не што знам. го викаат кумановци слабо памтат, брго заборавлят. Ова ти е добра изрека, ми ја кажуваш често пати. Секогаш кога ќе те чујам на ново добро звучи. Значи, да знаеш. меѓутоа не е така, сите памтат кои што нам памтиме ние, памтат и луѓето, памти и обичниот гласач кој излегува на избори. Што би рекли Хрвати, пучанство. Кога се овој е несериозен политички фактор, како и да никој не ги свека, ама кога збориме за избори за сериозен политички фактор, интересно приказнава дуи се случува денови, нели? Да, после оноа што беше централниот што го има и Централното председателство. Централното Ја тоа на времето знаев да председателство. го кажам племенски состанок кога има. Племенски состанок, меѓутоа види, таму интересно, они овие што се крстени као огнени, Само малце. огнените, И ова добро го кажа. Крстени како крстени како огнени од Дуи, да, се уште стојат на ставот дека нема да формираат политичка партија, во што чисто се сомневам, ќе действуваат, не знам како би действувале внатре кога сите полуги на власт внатре во партијата ги има Али Ахмет. Меѓутоа порано, види, има една интересна работа, кога се појавија, немаше лош збор за Али Ахмет. Да. Се знаеше кој им е таргетот, значи Артан Груби и Бујар Османи и некои други И функционери. виде на отварањето на коридор 8, така сичката мази, да, Многу ветер да ги носи. Меѓутоа сега веќе излегуваат јавно и му се спротивставуваат и на Али Ахмет. Моја предпоставка дека ова е една добра игранка од нивна страна, Али Ахмети бара како да се пензионира. Стојам на тој став. Па да, ама нели мислиш дека Али Ахмети ги терае да направат политичка партија со последниве две негови изјави? Но баш ова што го кажете на централната. Баш заради тоа. Баш заради Искаше, тоа. вика, според ние сме нели прво беа дека се најдемократска партија пред 2 месеци кога се појави Фарцијава, дека ние се со Немат диалог- ништо против. Да, се со Треба да има различни мислења. Сега искаше после председателство вика немаат право на фракција согласно статутот на ДИ ваму таму. Има еден многу јак момент. Може да направат, не викам, може да направат политичка партија, значи ја мислам дека овој ги турка сега да направат политичка партија, плашејќи се. Меѓутоа има еден многу битен момент. Јави се од Белата куќа беше на повикот. Бинго. Бинго. Поздрав Бинго. Има еден многу битен момент кој што го каже Али Ахмет, ја се однесува онака севкупно за одржава за Македонија. Вели не може напаѓајќи ги огнените. Вели не може малцинството да владее со мнозинството. Малцинството треба да се приклучи кон мнозинството. Чето, Али Ахмети го вика. Али Ахмети го кажа тоа за огнените. На трепартиски, меѓутоа, ако се извади од контекст, не од контекст вадење тоа, туку од Ако се земе принципиелно, принципиално да се земе, мислам, многу убава работа, каже Али Ахмет, и после долго време. Па со оглед на тоа дека има 9 министри од ДУИ во владава и 9 од СДСМ ДУИ има освоено колку? Тоа го зборам. 13 пратеници. Тоа го зборам, значи малцинството владее со мнозинството. Да, тоа во како се каже во Јужна Африка апартхејд, нели беше апартхејд малцинството. Да, Јужна Африканска република. И сега, значи, И што овде е најшто интересно. кај него не може, ама удржава може, не е проблем. Нели, тука веќе други правила. Се изгубија, плюс му дигна обвинение на Хашим Тачи, му гори на него под ноза и на Али Ахмети, пошто тој беше еден од крунските сведоци во целата таа приказна. Така да, како викаат србите, ѓавол е дошол по свое. Така беше? Ѓавол дошол по свое. Ако ништо повеќе и може би и тоа му е кажано на Ахмети да се тргне од политиката за да не иде у хак. Просто и едноставно. Ама Бара начин човеков сега дали ќе го најде, мислам најлесен начин да му е да се свика конгрес, да си даде оставка, да ги остави луѓето да си изберат нов председател на партија. тоа е можеби најдобро за Дуи, ама мене ако ме прашаш, вака искрено, јас би ја сакал да се случи варијантата Изет, кажи го Муса, Блерим и компанија да направат политичка партија. Значи во Кец ќе ги осват двата албански пратеници, пошто тука е, па не знаеш, Саре Студеничани, бастиони на огнениве. Во двојка им е Чајри Куманово Карадачка. Ма да го видов се на централно председателство на Садула. Дурак од Куманово. Беше? Командант Ментили беше да Ахмети стоеше. Да, нема враг, тоа е. Изолиран тип. И овие беа на централно председателство, беа. Не, овој стоеше до него на после на изјавата. После на изјавата. Му дава, овој од другава да ме буја. Так. И што е најинтересна работа, мане, значи,
кога би оделе сами огнените, ако не ништо, барем во Скопје, во Кеци, двојка ќе освоат тројца. Пратеници, барем. У секој случај Да, шеска не рачунам, мади таму може еден, но замисли комбинација, тоа сакам тикам зашто најавам да направат партија. Да влезат огнените, Беса во коалиција и Алтернатива. Три албански политички партии во коалиција, предизборна коалиција, каде што нема да веруваш дури ќе го победа Дуи во шеска. Ќе го победа, како што стоат работи, ќе го победат во шеска. Сигурно ќе го победат. Пошто алијанса на веќе, што мисли ќе се согласи со мене, мртов политички фактор веќе. Нема ништо од нив. Ништо. Таравари, најголемото разочарување ми овака. Може ќе почне да снима спотови како Филипче, нели, последно време рекламира човекот, нели? Да, Фондација Заев, па добро е, Ване, 20 години учел школу, станал стручњак, ваков, таков. И на крај да завршиш у Фондација Заев, бе. Мислам дека каква деградација. Си извршувам политичко самоубиство, си направи Таравари си направи едно политичко самоубиство. Мислам дека си направи, според мене, си направи едно политичко самоубиство кое што албанците нема да му го заборават, а не по некои други. Така да Ако знаеме, не знам, ако знаеме дека со веќе... турците и со турските гласачи, со македонските во гостер победи. Така, не знам што понатаму да се бара. Но еве да им посакаме успех на новите политички чинители во држава, ако се создадат, ја го ги има во целата таа работа. И им сакуваме нели овакво да победат на изборите на што замислиле. За куќен совет. Да. Кога сме кај Таравари за политичкото самоубиство, стави министер негов од неговата политичка партија, така министер за здравство од него. Знаеме што се случи у Битола. Меѓутоа, не знам, онака малце понезабележително помина на медиумите, помина уште еден случај на смрт. Вика овака, чекале еден час да се појави лекар. Пациент починал во хотник на Тетовската болница. Во Тетовската болница, да. Че пациент починал чекајќи лекар. А неговиот министер не презема ништо, не излегува со изјави, не разрешува доктори, не поведува дисциплинска... Таравари е доктор. И министер бивши за и министер бивши, да. Пар да го подучиш малце човеков. Кога сме кога информација, ти кажам и ова дека денеска која дата сме? 5, така? Да. Значи месецов се уште не е извршена набавка за хронично болни диабетичари за терапијата која што... Четврти месец според тебе. Да, значи нема доволно инсулин, нема оземид, нема овие инсулински ве што се овие аптеки нема, а тоа е многу опасна категорија на луѓе кои што... Знаеш дека онкологија работи на реверс, зима лекови на реверс? Та читав, зима лекови на реверс, да. А плюс имало некои апарати кои што се користеле за зрачење постоперативно. Не ги стојат у нови апарати, стојат у депоата овакво и пази на царинските депоа и за нив се плаќа по 185 или по тука неде 190.000 денара што стојат таму. Нека се врти параване. Се врти паричка. Да, ама пациентите не го велат тоа. Тоа е срамота, онкологија, тоа е срамота. За жал пациентите тоа не го велат и страшна работа е. Лоши ситуации се случуваат. Даниела не ја гледам нешто у последно време, а нема многу, не е експонирана. Дали е партијата проблем, дали е зафатена со партиски активности, мислам консолидација на новата. Живо за Теодоси Гологана. Живо ме интересира, стварно живо ме интересира како ќе ја крстат. Еве имат предлог од тебе, отпишани. Имаат музика, не мора да барат музика од филмот, од пишаните. Така да ќе биде интересно. Даниела... Па Даниела ќе биде Марија, нели, од отпишани. Прле со мустаките, кој е со мустаки таму? Нема без со мустаки. Стевчо е вака, Прле ќе биде. Тихи, кој ќе биде? Тихи. Аеродром. Ау, да, Ивица. Чош на македонски превод. Да, добра екипа и Dream Team. Ќе го нема оној како се викаше Пајо. За Паја не знам кого ќе најдат. Пајо, треба некој бабачко да најдат. Имаме бабачко джип што вози како. О, да. Заборави, Ване, срам да ти е. Да не пукнам. Частиш после ова пиво едно. Да не пукнам. Што заборави. Да. После емисијава. Гледаше, Јордан и Димо не ги интересира ние што правиме муаве, дали не кажа е точно или не точно. Тоа си е па наша работа. Да, тоа си е ваша работа, вика, тука вие се одговарате и пред суд и пред одговорни турени.
и пред овојземскиот. Кога сме ке изборите, на две реченици да споменеме Бугарија, Црна Гора, Финска, интересна изборна недела беше, кај нашите источни соседи. Мислиш западни? Немој се Пардон, како го требали, западни соседи, од истокот. Значи, каква шахмат приказна им играат 2 години американци на бугарите, партал ги прават. Се сеќаваш на легендарна изјава на Бојко Борисов пред 2,5 години, нема што штатите да се мешаат во внатрешните работи на Бугарија на изборите. Дечки, 2 години влада не може да видите дали нема, дали има. И пази, што се дешава, видели која е трета политичка партија? Избор, мислам, гласовиве се исто како претходниве скоро. Так. Па Слави Трифунов влезе, прискочи. Пак искочи? 4,25% имаше на 99% изброени гласови. И кога дојде до 100% падна по 4. И чек сега сакаш да кажеш дека Няма. Жал не е за Няма значение, няма Слави, може да се продолжи колега да не биде толчиме тука празно, нели тера. Жал ми е, треба да го викнем у емисија еден ден да дојде. Нема да стигнеме на ред. Така. Нема да стигнеме по скали, ќе го потепаат уште како ќе не сме во радио. Кога ќе видат Димитар и Јордан, преку прозор, тие опасни дечки се, да не кажувам. Преку прозор. Интересна работа е. Мило... Знаеш која е трета партија? Она ултранационалистичката што е руската партија. Апсолутно руска политичка партија која што оние крстија ултранационалистичка нешто, не знам што, не знам како. Преображение, не знам како се вика таа партија што се залага за анексија на Македонија. Да, и Костадинов што вика дека ние со Русија со никој друг не треба да видиме, кој што има страшна подршка под Радев, кој што класична руска инсталација, пази сега. Пилот. Да, пази сега. Зборот за русофилство дуи тоа најчесто го употребува овде во Македонија. Ако нешто најмалку експлоатирано во Македонија, барем во плуралистичка политичка сцена, е најмалото влијание на Русија во Македонија. Так. Значи, во сите политички партии има русофили кои што спијат на приказната ни Втора светска војна, Советски сојуз, во сите политички партии во Македонија. Да. Меѓутоа се минорни, никакви онакви успоредно речено со Бугарија. Боне 18% брат. 18% на избори освои. Тоа колку пратеници ќе има? Костадинов исто сега како неот. Значи сега без нив 35 мислам дека има. Значи без нив не доаѓа предвид никако да направи. Ќе кажа денеска тој Костадинов, значи без мене не можете влада да направите, едино ако Бојко и Петков се договорат, што нема теорија да видат, нели? Сакаш да кажеш дека избори во Бугарија се за 6 месеци пак. Септември, па тогаш им се закажани локалните. И кога сме кај бугарите, виде дечко денеска на снимки. Да, на првото судење, тепаниот, многу тепан, од што е тепан сам си отиде со наведната глава онака. Да. Ама треба види за две заушки една клоца, буквално тако мало. Ама дали беше он? Не, да бил. Ама дали го виде дека како му се скрши вилицата, тоа не можам да разберам. Па модро око, па ребра, па не знам нешто. Кој беше? Рабет, па. Ако оној дечко со два шамара и една клоца му направил толку повреди, дај човеков да го земе во ММФ да го употреби, ќе е светски шампион македонец. Ако шлапа така типов. Ама го дадоа денеска некој професор по физичко докрит, многу мирен, многу кроток. И тврди дека не е така како што е на ваквото. Ама снимката го покажа дека не е така по обвинението. Ќе видиме ако некојаш благонадежниот се врати од Софија и излезе на суд. Мислам дека не. Може ќе го вратат со воен авион, со хеликоптери го фрлат, со падобран ќе фрлат на докрит. Падобран, што не се отвори или што се отвора? Како да е? Падобран на отварање или на затварање? Че падне во жбурон во езерено директно и нема ништо да види. Спомна Црна Гора, да чуем баш ме интересира. Црна Гора, Мило Џукановиќ после 32 години падна од власт. Никој не е вечен, ване? И пази. Никој не е вечен. Ама знаеш кој му посека пред избори, кој му посека успех? Кој? Нашиот Димитар Ковачевски Ќурка. Ги и тоа има, пази, имаше снимен. Абе, Мило, имаше снимена Мило. порака. Само што кажа дека изгубил, го снема трипат. Леле. Го снема. Ако сакаш утка во проценка, пушти ги. Пушти ги тие. Па Заев беше исти, еве го овој сега. Како викаше, за кого навивате на изборите во Соединетите Американски држави? Па немам некој фаворит, но сакам да биде жена и знам дека ќе победи жена или за Хилари Клинтон. Да. Пао, Доналд Трамп. Пао, онака право. И тоа е, знаеш, добри проценители се. Значи, ја би го земал Димитар Ковачевски, премиерот на ова територија, во кладилница. И го прашуваш. Господине Димитар. Димитар беше Димитар. Димитар. Господине Димитар.
Милан Интер. Кец, двојка ти пишеш. Евентуално со X, евентуално со X. Да го заштитиш. Да, кец, двојка. Ја мислам дека ќе погодиш све ова контра што кажува од него. Нема да му стои добро надимак. На ова, како го викаат, ќурка, мисир, локално употребуване, треба да го викаат Димо контра. Што каже контра испаѓа, нели све од тоа да знае. Димо контра. Димо контра, па што? Димо контра ќурка. Да. Како беше на суперкане. Гледаш Димо како му текна да се. Ама затоа, не сум на тебе, Димо. ама затоа Артан Груби цврсто Остегова нешто збори. Артан Груби цврсто стои позади Димитар Ковачевски ќурка. Видиш што направи? Леле, со мајца на го виде. Не, остай со мајцата, има друг момент. Замисли гинекологија да отворат клиника. Што ќе стави мајца? Остай кјут. Што мајца ќе стави тоа? Нели? Мајстори. Не се појавува на влада ќурка и нормално нели првиот негов уствари Артан си е премиер. Премиерот седнува ја води станокот на влада и прва одлука знаеш што е? Што? Дава задолжение на општина Радовиш државно земјиште да се продаде на одредена компанија, фирма, по 70 денара од метар квадрат. 1170 и нешто квадрата земјиште и знаеш на кого ја продават? На кого? Случајно жена му била газда на таа компанија. Ама не знаел. А на Димитар? Пошто да сите навојаш. Не бе, не знаел, ама не знаеле дека не си. Радовиш, брат. Ајде, Радовиш, па за фотоволтаици. Радовиш е мало место, личе на Лондон, има 300 чуда, чак и овен дом 1200 и фотоволтаици. 1273 евра ја кошта госпожата тоа земјиште. Морала кредит да земе, се поземе од роднини света да заврши, како ќе ги врати. Не знам, да не си у кожа на жената. Да не си у кожа на жената. Ама затоа па Артан Груби со подпис на Димитар Ковачевски е главен за коридор 8 и коридор 10. Да. Што е тоа да? Не знам, коридор така. Секаш да, јас се има да. Не знам. Во целата. Допуна може да има некоја. Допуна. 10 допуна. 10 допуна. Па ќе има допуна аванс ќе мава. Дали, што мислиш, дали беше случајно ова што го направи овие вчера со така наречената прослава која што беше крајно мизерна, крајно безобразна, стопира автопат, Гостивар, Тетово Гостивар го стопира, не знам, рекоа до стража не иде имало полиција, кажа, па хеликоптери, па не знаш, меѓутоа моментот, наплатна рампа Тетово кон Гостивар. Така? Не те асоцира нешто тоа што го кажува главен град нешто на Албанија, ваму, таму, ово, она? Главен град на албанците во Македонија. Дали не покажуваат сила дали мислам покажуваат. Се обидуваат да покажат сила. Покажуваат ване елементарно непознавање на својот народ. И они се елементарна непогода. Меѓутоа непознавање. Тетово во моментов, нели, според попис, според последни работи требало да има 100.000 жители, од Тетово нема ни 40.000. Така. Чаир има 63.000 жители. Да. Од кои што 50.000 се албанци. Така. Што не ги зборам Сарај, најголем град во светот каде што има концентрација на албанци кои што живеат е Скопје. Не, Тетово. Така да, јас немам ништо против што сум Скопјанец што живеат во мојот град. И се мои пријатели, меѓутоа да прогласуваш ти главен град, вака, така. Сите оние кои што имале амбиции за големи држави, големи нации, еве ги како завршуваат. Пример ви е нашиот западен сосед Бугарија со Сан Стефано, така? Да. Нашиот северен сосед Србија до Токија, како им беше она приказната ваму таму, така да многу чаламење, вакво чаталење не поминува. А второ, баш ме интересира, еве ја често пати одам за Албанија, имам пријатели таму, во разговор со нив, кога ќе ги прашаш абе голема Албанија, онака те гледаат бледо, што ти бе човек, тебе. Јас имаме своја држава супер ние одека вика. Во целата таа работа, значи со нам неизживеани политичари кои што нема што да понудат на албанскиот гласач. Ке видиш ване каков дебакл ќе доживеат нови избори, ако одат со ние двојна агенда. Една националистичка што покушава се таравари и БСС-ите, пардон, за своите гласачи, и друга нели пред меѓународната, што ќе им понудат на гласачите. Дали мислиш дека што вредеш избега надвор? Дали мислиш дека таравари ќе се осуди да иде сам на овие избори? Како ќе му каже, али така ќе прави. Верувај. Значи нема да иде сам. Па, можеби ќе му предизборна коалиција повеќе од сигурно се да сам и дуи. Така
поработија како мислат и тоа на цела територија на Супер, државата. одлично. Тоа е Ово негде не го гледам нигде во ниедна комбинаторика, пошто други опозициони, реални албански опозициони политички партии се на иста линија тука некаде. Да. Практично алтернатива и без една партија беа се поделија, нели, на два дела. Она што го прави Тика Могнените, немој да заборавиш, но немој да заборавиш дека последниве избори во Тетово им одржа без лекција на Дуи, и то добра лекција им одржа. што викат северњаци по понашање. Така, северњаци, Од северов. Тие се од северот, северњаци се овдека овие кои што Да. нели го почитува, како се каже, референдумот. Ќе има изненадување и во тој дел мислам дека ќе има изненадување затоа што мислам дека фактор ќе станат всушност ќе станат огнените, ќе станат фактор. Политички фактор кој што ги застапува интересите на албанците. Сега тоа ја не сум видел до сега од овие 30 години додека беше жив покоен Арбен Джафери на ДПА, да, имаше политика, знаеше да води политика. После него, пред него и после него повеќе мислам дека застапувањето на проблеми, решавање на проблемите на албанците и не само на албанците, и на другите етнички заедници, мислам дека заврши се игра на гол популизам, национализам. Баш така. И тоа, пази, тоа ти е секогаш пред избори се појавуваат такви работи, па ова ќе направиме, па она, па чизмите нели од кров, не од кров, од кај ќе ги се минеме, од подруги ги вадеме. Како беше? Чизмите. Да, бе, да. И сега замислите, Иване, си војувал хипотетички 2001 година на една или друга страна кај да и поминале од тогаш колку 21 години, тогаш си мал да речеме 20-30 години и сега ти со 53-4 години со мешлак не можеш 4 чекови на кој чизмите. Не можеш да си ги врзеш чизмите, бе. Чизмите не можеш да си ги врзеш. Кога сме ке врзување, од Дрежија ми вика треба да врземе реклами. Ке може реклами, дечки? Ајде. Може, маце во празно зборев, нели? Као риба во аквариум. Кога е онака страката? Тркеше не памти многу рибата. Не памти, да. Со полицајецот добар момент, добар вица. Браво, да. Па не, ајде, кажувај сега. Денеска ти отвораш теми, нели? На тема... Апелација. Интересна пресуда. Од апелација уште поинтересни преписки помеѓу апелација, кривичен и Министерство за и Министерство за правда, што е недопустиво, мислам, у правото не може пониска инстанца да кажува што да работи по високата инстанца. Кривичен суд после одлуката на апелација за поништување на пресудите и враќање на повторно разведување, односно повторно постапка на организаторите на 27-ми. Да, така, тоа беше дело капитна. Падна, тука беа, мислам, Треко Велјановски и еден куп други луѓе. Началникот на УБК, Милијана Киевски, Спиро Ристевски, тие се 4-5 луѓе. Јас имам дома правник живеам, нели? Таа не е тешка работа. Не е најтешка сега, нема. Да, со правник е многу тешко да живееш. Не. Пошто тешко ги знае законите, не можеш да знаеш. Така. Не се шалам, се шегувам. Не се. Коментарот беше следниот, вика, ова што апелација го испрати на кривичен суд, значи тоа е дека целиот буквално процес, во секој поглед, и хоризонтално, и вертикално, и правно, и политички, како сакаш, е промашен скроз. Елементарно прекршени правата во секој поглед. Има еден збор кој што е многу битен. Суштинска повреда. Да, тоа сакам да го кажам. Значи има еден збор кој што вика суштинска повреда. Ти знаеш подобро право од мене, јас за право почнав тебе муаве да ти и ги набројува суштинските повреди за донесување на пресудата. Така. Значи, меѓу другото, сега да не ги набројуваме сите, меѓу другото, апелација за една од одлуките кои што ги носи за враќање на повторно разгледување на кривичен е и тоа што кривичен нема докажано дека на 27 април се има случајно терористички напад, терористички чин, односно загрозување на уставниот поредок на Република Македонија. Значи, ова што го кажував, ќе браќа ова што го кажувам, треба да се тргне така. Сега би требало уставен суд, онака без уште вчера, не за утре сабале, да си седне да си донесе, не да донесе било што, да донесе конечна одлука, односно
оние луѓе кои што се у затвор за 27 април осудени за тероризам, да им ја поништи пресудата и да ги ослободи. Дали има кривично дело? Толпа има. Дали има кривично дело насилство? Има. Не бегам од ништото. Меѓутоа, ниту едно од тие кривични дела не се за 6, 7, 8, 10 години, 15 години затвор. Ва некако дубија 50 луѓе веќе судија луѓе, значи. Дали виде една иста работа, само ќе направиме една паралела со Америка. У Америка у Белата куќа се случи исто таков чин. 27 април. Се случи 27 април у Копи, каде што имаше жртви, значи имаше тројца убиен. 3 жртви имаше. Дали знаеш дека сега кај нив човекот кој што го осудија 3 години е пуштен? Да, читав оној шаманот што беше со... Да, ама ослободен од прогон. Да. Она ја што го знам од браќава наши што се во натре, дека да како викаат, се е Божја работа, во моментот, нели, они цело време викаат, не, ние не сакаме да не ослободите, туку сакаме да го вратите предметот во основен суд и со друго обвинение да почнеме да разговараме. Они викаат, дај вратете, не докажеме дека сме невини. Не кеме да не ослободите така. Туку така. Не, они не сакаат, они не сакаат амнестија. Едно е амнестија, а друго е одлука на Врховен суд. Да, баш значи, така. они не сакаат амнестија. Со носење исправна одлука од страна на Врховниот суд на Република Македонија, многу работи ќе излезат на виделено. И чудно и Русковска, ама ти види сега Русковска што изјавува. Русковска на Телма, жртва се прикажува, меѓутоа она што го кажува е опасно. Многу Значи, опасно работа. Многу тоа опасно. Што вика бара да не покринам обвинение на Кон Рашковски, вика, ми нудеа место заменик. Дали по исто место, вика тоа беше едното, вика Морковот и Стапот. А и од друга страна ми се заканува. Да. Ако на тоа се додаде дека во целата таа приказна во моментот кога сакала да поднесе, нели, кривична против, тоест поднела против Арафат, така се каже Муареми, директорот на финансиска полиција. Оливер Спасовски наводно го прекршил законот по неколку членови. Тоа на Телма да заврши јавно. Јас се не знам зашто ќутате од други јавни обвинители, ако некој бивш јавник или уште активен, не знам, јавен обвинител, ја збори целата таа приказна како приказна кој што е. Меѓутоа нешто ми е чудно, Ване. Еве, ти имаш баји познавање од правото. Што им се случува на судии во последно време? Дали очувствува дека се менува власта, дека доаѓа време? Тоа сакав да го кажам. Со изјавите на председателот на опозицијската партија на ВМРО-ДПМН. Да, и барањето пред 2 недели наше и барањето на опозицијата. Да, на опозицијата, да. Во парламентот. Исто го бара, така? Да. Не, бара закон за амнестија, мислам дека беа, проширен закон за амнестија. Не се случува ништо чудно. Чудно е затоа што не ја познава проблематиката. Ја реков уште пред, не знам, пред известен период, може и повеќе од година дена правев мовет со еден од луѓето кои што се внатре во затвор и му реков овака: ќе дојде ден овие што ве судија вас под притисок. Истите тие суди, истите тие обвинители. Меѓутоа, има една голема разлика, треба да се прави дистанца на тоа, ќе ги судат тие што ве наместија, односно тие што го нарачаа судењето. Да. Не со наместени докази, па со закана на сведоци. Напротив, сето тоа ќе биде документирано. Бидете сигурни тоа. Единствено што треба да издржите. Знам како е, многу е тешко да се издржи, меѓутоа они веќе издржаа 6-та година се внатре. Издржа, доаѓа денот кога истите тие суди, веруваме на 5 април. Тие судии што ги судеа нив под притисок, и судиите беа под притисок. Да не се лаже. И судии и обвинители под притисок, затоа што го заборавивме делот околу прислушкувањето на обвинителството. Тоа се заташка максимално. Го снема. Значи го снема. Излезе во јавност недела 2 и штама. Значи го снема. Ке излезе се на површина. И кој се јавувал, и зашо се јавувал, и како се јавувал. Сега излезе и нов момент дека не прислушкувал ДБК, УБК, не знам како се вика порано службите, туку тоа било
од Грција, па ЗАЕФ е вмешан у сите тие работи, односно СДС, има многу за расчистување. На судиите треба да им се каже, само треба да им се каже дека се затоа што пази, судиите не носат одлука врз да каже нели секоја пресуда. Носи дали е ослободителна, дали е обвинителна е во името на граѓаните. Да, во името на народот. Они судат во името на народот. Ако судиш во името на народот, ќе има да судиш како што треба по закон. Јас мислам дека треба да се ресетира целото судство кај лесно е да се ресетира. Меѓутоа, мене ми изненади друга работа. Ми изненади тоа што се дрзна од Министерство за правда да се мешаат у судски одлуки. А основен суд да му врати на апелација, кој што му е работа на апелација да гледаш што кривичен суд е тоа, малце, мислам тоа е нели кривичен суд за нели го измисли тој кривичен суд. Кривичен суд, ама пак е под апелација, нели? Да. Второстепена. Да, апелација е апелација е коректорот на него, што направил, што не направил. И му враќа сега и овој со писмо. Која дрскост, човече? Која дрскост? Не е дрскост, тоа е страф. Не знам, тоа е страф. Александар, тоа е страф. Не го чи. Тоа е страф кај судиите. Многу интересен судија бил Типов, што било кај судиите постои страф. Од самите себе веќе постои страх. Ќе дојде момент да се судат самите меѓу себе да се судат. Едниот да биде судија, другиот да биде на обвинителна клупа. Инако замешан во сите, не ми текнува како си судија, а поголеми скандали политички поврзани во судството во последниве 20 години. Типов. Преку него, дали сите оние нарачани, кои сме кај нарачани, судски малце на дигресија да ќе заборев пресказа да не лако правевме муавет. Го спомна Филип Петровски. Имаше подкаст кај Васко. Кој знае како изгледало тоа? Не го гледав. Ама она што ми го пренесе, вика Васко дека кај Васко дека Филип наводно бил линкот на Христијан Мицковски и собственикот на порталот сега бивши Доказ Маријан, кој што го суди на експресно, експресно судење на 3 години и 1 месец. Еден месец, да, и сега според мене ако е осуден на 3 години и 1 месец токму за овие дела, ако овој јавно во емисија кажал дека бил линк и учествувал во такви дела, што спие јавното обвинителство? Така е, кривично дело е. А може би и не спие. Кривично дело е, така? Ване. Точно, кривично дело за кое што треба да одговара колку што одговара и Маријан, газдата на Доказ. Значи, у најмала рак. Затоа што тој е соучесник, ако е така како што кажал, значи соучесник. Прикривање. Соучесник? Да, баш соучесник е. Значи, прикривање на докази е кривично дело. Он е соучесник. Он морало да биде на истата обвинителна клупа на која што седел и Мари. Мене ме чуди искрено пресудата за толку краток период. И тоа недозволено јавност на новинари, заради тоа што ќе се кажували интимни и приватни работи. Па во оние прислушкувани разговори, што не чувме ве, човече? Нелегално прислушкувани, тоа мора се потенцира, нелегално. Што не чувме за луѓето и сега дојде еден портал жолта штампа таму пилерски во целата таа приказна да не се чуе што имало унапред. Мислам, не го бранам, никој ще ми го бранам. Јас имам лошо искуство персонално. Не, нема бране. Меѓутоа, ако ја гледаме правдата, треба да ја гледаме за сите подеднакво. Во цела многу чудно. Не знам, види, не знам како успеа за толку краток период. Мислам дали имаше 2 или 3, дали имаше и 3 рочишта. На третото рочиште 9 февруари го уапсија. Го се сеќавам. 30 дена притвор имаше, па му го продолжи уште за 30 дена притвор. Кога го вчера? Завчера не знам. Значи првостепена пресуда му е. Ја него се уште го сметам за невин, затоа што оваа пресуда е првостепена и е. Добро, тоа е предлог, како се како. Не е предлог, ова е првостепена пресуда. Тоа што гледав, викаат дека е како го кажува, некој имаш израз. Го читав, ама не се не битен. У кој суд го судел? Основен суд го судел, у Скопје 1 и Скопје 2. Скопје, мислам дека да, во Скопје го судел, ама не се сеќавам дека правостепената не е извршна. Не е извршна пресуда. Значи има право на жалба на второстепена на не е извршна. Да, не е извршна. Така ќе му даде. Секоја правостепена пресуда не е извршна. Тврда дека ова било обвинителен предлог, а не било обвинителен акт, станало во обвинителен акт кој ќе поминало на апелација. Кој го кажал тоа? Кој нема врска човеков со политика. Чај го прочитав.
Ќе му направи реклама да го спомне. Не го спомење поа. Направи Значи, реклама да го спомне, кога зинеш, ето кога ти го покажам, нема потреба да го Обвинителен предлог, другар на овој. обвинителен предлог дава обвинителство. Така? Со самото прифаќање на обвинителниот предлог од страна на судот, судот има право да го прифати и да го одбие. Обвинителниот предлог. Затоа што има и случаеви кога обвинителство ќе поднесе обвинителен предлог акт, а судот го одбива како неоснован, немање на докази и ред други работи. Знам. Апелација е второстепен суд на кого што пресудата е извршна. И ти вика диспозитивот ти вика овака. Имате право на жалба на повисока инстанца, односно на врховен, меѓутоа жалбата не го одлага извршувањето на казната. Да, тоа знам многу примери, многу луѓе Затоа што добиваат ослободителност кога ќе искочат. Затоа што Врховниот суд е вореден правен лек. Така? На врховен можеш, а и не можеш да се жалиш. Да. А апелација без разлика може обвинетиот, дури и обвинителство се жали апелација. Доколку Точно се случај кога никој не се пожали на апелација, ни обвинетиот, ни обвинителот. Останува, значи тука завршува приказната и тогаш станува правосилна пресудата. Ја едно време бев рекордер, текна. Да, кога бев порпор. се уште си рекордер по тоа, така да Дај, Бане, ни отиде за час, најбитната работа на крај да оставиме пред да ја пуштиме песната од Да, па мислам без тоа кај најбитната ќе приказна што се случува неделава, барем според мене. И според цела Македонија, цела јавност. Мислам дека ВМРО ДПМН им фрли опасна јадица на властодржците, така наречените европјани во Република Македонија со предлаг за промени на уставни измени, каде што го даде теркот на хрватскиот устав. Така е. По преамбулата, Така е. така, понатаму. Меѓутоа види, ако гледаме малку, ако се вратиме назад и не е фрлање некоја ракавица или предлог, не знам, непристоен предлог, тој предлог Мене многу ми се допаѓа тоа. види, што го не предлага само што ми се опозицијата. допаѓа, ако ти текнува, ние имавме сличен, првиот устав на нас не беше сличен на хрватскиот. Ако не и со мали корекции некој, ако земе да се извадат некои работи и беше ист, Тоа беа народности, да. сега се променија Меѓутоа, етнички групи, како да ги што е викаат. многу побитно? Побитно е тоа што токму Димитар Ковачевски, кој што е на подпис премиер на држава, па не повеќе од 3 месеци, постојано го спомнуваше тој хрватски устав. Го земаше како репери и како добра основа за Димитар Што Ковачевски. збориш? Да, тој Христијан Мицковски само кажа да, окей, нема проблем, бурум, вие го зборевте, еве го ви. Да го препишеме од А до Ш, да не смениме ништо, да не менјаме ништо. Ја би се надоврзал тука и би ставил уште нешто. Не мора еве хрватскиот, нека биде германскиот, нека биде бугарскиот, еве, пошто нели сакаме бугарите да ги сакаат да ги внесат бугарите устав. Окей, нека го земат бугарскиот устав. Бугарија е членка на Европска унија. Германија е членка на Европска унија, Хрватска е членка на Европска унија. Па и Албанија има интересен устав. Ако го земеш, ако го прочиташ малце, многу. Што е многу интересно. Никој не се излета за волја на вистината, ниту Димитар Ковачевски, СДС округло по на Ќоше, знаеш, онака барат округла соба, барат Ќоше да најдат да се Денеска го скријат. праша со Пленковиќ на прес. И пак не го кажа тоа што нема што да требаше. каже. Не знае што не знае што да каже и не сме, затоа што нема аргументи да каже нешто против. Мучкао си, јесам од прописи. Ал с прописима. Да, нели? Две работи има. Двајца се јавија против. Ова демек промена во преамбулата. Едниот е оној што го зборевме, таравари од политичарите. И вториот, нормално спинерот, кој што направи спинот од тоа, дека е ВМРО ДПМН се согласило да има промена на устав, е господинот, оној што го спомнал кај оној дебелиот што треба да го игра Пајо кај така. како се викаше тој Александар, се викаше сега мислам името Бабачкото. Така? Александар Митовски е против, односно не против, ама не е ни за, и одма прави спин, вака вика, Митовски со прашање до Мицковски.
откако се понуди уште утре да го менува уставот. Како тоа кој те натера да го смениш мислењето. Тоа го Збори човекот дека некој сменил мислење, некој што сменил мислење во 30 секунди. Овој збори за промена на мислење. И после те чуди, Ване, зашто толку голем рейтинг има опозицијата. Сега има уште еден момент, пред да завршиме, имам уште еден момент кој што морам да прв пат у историја на човештво. Ја мислам, има случаи, меѓутоа тоа се случувало после светски војни, прва, втора светска војна, каде што победникот седнувал и пишувал устав на некого. Да. Тоа. Меѓутоа, сега у 21 век, да. Бугарите се со предлог од денеска, бугарите даваат предлог, не даваат предлог, бараат. Учествуваат, така? Бараат нивни експерти да учествуваат во изготвувањето на македонскиот устав. Нема никаков. Значи, никаков проблем мешање нема, како не, како може без бугарите ние да носиме во устав? Па некако може. Мешање, директно мешање во внатрешните работи на суверена земја. Каква и да е, наша е, си ја сакаме, си ја почитува. Меѓутоа, еве, Јас со бугарите би играл реципроцитет цело време. Ја би ја замолил режијата во контекст на предлогот кој што го дадоа бугарите, да им дадеме еден одговор со една убава рап. Да, тоа ќе го завршиме секако за 30 секунди го спремаат, еве го го пумпаат таму во интересно е на кое дереже се симнуваат. Не на кое дереже, уствари брат, бугарска работа века. Не, пази. Ова ние релативизираме, меѓутоа работа воопшто не е за релативизирање. Не релативизирам. Ништо што не рекоа. Да. Се што рекоа се испадна по нив. Исто као зајако му се смеа сите. Да. Ќе бидам премиер и нема да бидам. Се што кажа направи. Меѓутоа и бугарите се што рекоа се направи. Го кријат и делот дека во Европската преговарачка рамка е влезена и историската комисија, значи одлуките, односно препораките, они како што сакат, како што милуваат да кажат. Не е мала работа. Кирил и Методи завршени. Климент Охридски завршен. Самуил завршен у наводници. Меѓутоа сето тоа влегува у преговарачка рамка. Што кажува тоа? Тоа кажува една работа. У секој момент, ти не само бугарите, и оние од Марс да ги внесеш устав. Бугарите у секој момент имаат право да ти дадат вето. Затоа што ќе кажат гоце бугари, не. Знаеш што ќе даваат вето понатаму ако се продолжи со таа приказна, а имаше една приказна во Европска унија кај што викаше да се носат одлуки -7. За да се избегне токму тоа вето. Ваквото не се прифати. Што е најинтересна работа кај бугарите? Утре да се деси фудбалер, некој наш да даде гол, ќе дадат вето на целата таа приказна. Но гледај, избори сега нема да направат влада. Избори во октомври си. Септември, октомври, 6 месеци до сега. Заедно кажа дека денеска излего и кажа дека доколку не се направи влада, заедно со локалните кои што се закажани за во септември. Това е 4 септември. Небитно. Не се. Значи септември, октомври, ноември не може и да има некој да победи избори до ноември до декември. Александар, има еден многу и уште еден битен момент и тука завршувам да не зборам многу околу уставот. Лисабонската декларација што е за прием на членки во Европска унија. Да. Знаеш што кажувам? Секоја членка, односно секој кандидат пред да стане официјален член на Европската унија, треба да даде писмено во Европската унија да каже дека нема ниту еден проблем со ниту еден од соседите. Да. Бугарија лаже. Или тогаш има напишано, ама сега тоа пупу не се важи. Бугарија има со сите соседи проблем, со турците има проблем. Мора за да биде членка на Европска унија мора да го каже тоа дека повеќе немаат отворени билатерални. На сила ги внесува брат 2015. Како сака нека се внесени. На мускули, на глава, на нозе, небитно. Значи небитно, теретни се. Романија има подобро GDP од Бугарија. Ти се верувам близко за не дека ние што сме добри се фалиме овде. Многу им дадовме просто на бугарите, ајде да завршиме емисијава со честитка да ги поздравиме победниците на изборите во Бугарија. Нивниот предлог, одговор на предлогот за нивни експерти. За предлогот, да. И честито влада која што ќе направите можеби за една година. На 2 февруар. Може да е 2. Пријатна вечер.
уста у уста да те гребам, сакаш да влезеш во устав, можеш том ќе ти наредам. Се што имам да ти кажам, што си ти сам крив, не ти смета мојот јазик. Туку што сум жив, ама јазик имам и на него се ќе ти раскажам. Мисли што сакаш, мисли дека те лажам, не ме воли дур, што тупак од тебе мисли. Ти за мене си Коазис, јас за тебе Елвис Присли. Затвори устата, пропагандата смрди, џабе Кирил и Методи, јас се крстам, а ти прдиш. Неписмениот се јави и историјата ја мрси. На македонски е барам, на бугарски велиш трси. Стига со глупости пич, мавни туш, земи брич или зелено џамче, удри глава ти со камче. Малку памет да ти дојде ако има таква шанса. Правиш да имаме војна, далеку сме од романса. Хеј, Македонија, ти била